Добар ден! Еве на средината на неделата повторно заедно со вас во 10 часот на нашето следно ново издание на Алфа Ординација. Денеска е 12, односно следува 12 мај, денеска е 8 мај, но ние го најавуваме 12 мај како меѓународниот ден на сестринството и токму по тој повод ја одбравме денешната тема во која што ќе зборуваме за улогата на медицинската сестра при грижата и негата на пациентите. Оние кои што редовно не следат веќе години назад, колку што всушност и траеме во текот на секојдневните изданија на Алфа Ординација, 5 години, но минатата година во овој период исто го одбележавме 12 мај, меѓународниот ден на сестринството, и зборувавме за улогата на медицинската сестра. Денеска ќе го направиме истото со тоа што од година во година и повеќе активности и повеќе обврски, но и се разбира повеќе информации кои што всушност тимот на медицински сестри и сите оние кои што ја имаат оваа улога имаат доста што да кажат, што е истовремено подеднакво важно и за пациентите и за оние кои што некогаш во животот или барем еднаш во животот се биле во ситуација каде што навистина им била неопходна оваа грижа и нега. На оваа тема денеска во Алфа Ординација зборувам со медицинската сестра Ленча Спасовска, која што ни доаѓа од болницата Аџи Цистина. Добар ден за вас, Ленчи, добро дојдовте кај нас. Добро утро, добар ден вам. Добро утро, добар ден и на гледачите на вашата програма и секако благодарам на поканата. Така. Го најавуваме 12 мај, денот на сестринството, и тоа е, рековме, повод за вашето денешно гостување или повод за кој што обработуваме една ваква тема. Ние ќе потсетиме на почетокот всушност за ваквиот меѓународен ден, негово одбележување, при тоа краток осврт или историјат и за мотото кое што го имаме оваа година и како и за останатите активности. Така, најпрво би сакала уште еднаш да се представам. Моето име е Ленча Спасовска, медицинска сестра со над 33 години работен стаж зад себе, од кои 24 години работен стаж на Универзитетската клиника за кардиологија и на моје особено задоволство и чест повеќе од 9 години, значи од самиот почеток, дел од сестринскиот тим на клиничката болница Аџи Цистина во Скопје. 12 мај секоја година сегде во светот се одбележува како меѓународен ден на сестринството. Тоа е всушност роденденот на пионерот и втемелителот на современото сестринство и најпознатата медицинска сестра во светот, тоа е Флоренс Најтингел. Сестринството е една од најхуманите професии во светот. И она што е интересно е дека иницијатива за одбележување на овој ден постои уште од 1953 година. Прв пат се одбележува овој ден во 1965 година, а од 1974 година се празнува и се одбележува насекаде ширум светот. Во последниве години таа временска рамка е малку пролонгирана. Одбележувањето започнува од 5 мај, кога е всушност меѓународниот ден на акушерките, па се до 12 мај, кога е меѓународниот ден на медицинските сестри. Значи тоа е денови всушност кои што се посветени на медицинските сестри. Цела недела на активности. Она што е интересно е дека активностите се изведуваат секоја година под различито мото. Мотото е дефинирано од Меѓународниот совет на медицински сестри. Тоа е всушност федерација на повеќе од 130 национални сестрински асоциации и верували или не, тие всушност се репрезенти на повеќе од 20 милиони медицински сестри и техничари ширум светот. Она што е посебно интересно е дека оваа фондација е формирана од 1899 година, значи датира многу одамна, и таа се уште до ден денес представува прва, најраспространета и најбројна меѓународна асоциација кога станува збор за здравствени работници. Последниве 3 години, 2017, 2018 и 2019, акцентот е ставен на сестринството глас кој што води или глас кој што представува лидерство. Минатата година активностите се изведуваа под мотото здравје човеково право, додека овогодишното мото е здравјето за сите. Да. Кога ќе го слушнеме ова мото здравје за сите, всушност е едно инспирирачко мото, бидејќи се знае дека она што е најважно е здравјето пред се, и сите оние личности кои што имаат улога во вниманието или одржувањето на негата и грижата и самата обврска во однос на лекувањето и третманот кој што го добиваат пациентите и од страна на докторите, и грижата и негата од страна на медицинските сестри е пред се многу важно за сите пациенти, особено кога ќе се разгледа нивната состојба или нивното заболување, покрај физичкото се разбира тука и психичкото здравје, меѓу другото и поддршката.
Мокно мото може да кажеме дека е овој слоган здравје за сите, но ете малку повеќе околу неговиот избор и што точно би требало да представува оваа година ова мото во однос на претходните години. Здравје за сите всушност би значило стандардизирано и систематска присутност на здравствени услуги за секој поединец, доколку истиот секако има потреба за истите, без разлика дали станува збор за превентивни, промотивни, куративни, рехабилитациони или на крајот на краиштата во најлош случај и палијативни потреби од здравствена нега. И тоа на високо ниво и високо ниво на квалитет кој што би обезбедил ефективност. Тоа секако не значи, како што споменавте, дека е доволно само достапност на здравствени услуги, туку и едно ментално и физичко здравје, бидејќи како само таква целина еден поединец може комплетно да се реализира како личност. Затоа од тука ќе кажеме дека медицинските сестри се еден сегмент од посебен интерес, особено кога станува збор за важноста на глобалниот здравствен предизвик, здравје за сите. И тука веќе можеме да споменеме важноста на вашата улога, на вашата целокупна секојдневна работа, на се разбира сите оние кои што имаат улогата на медицинска сестра, во однос на тоа што се представува ваша обврска, но од друга страна и една одговорност кон самите пациенти. Меѓу другото, ќе го ставиме, можеби и веројатно ќе се согласите со мене, пред се човечкиот однос кој што треба да го има медицинската сестра кон сите пациенти. Се сложувам комплетно. Здравје за сите е навистина еден светски предизвик, кога станува збор за здравствениот систем. И сосема е реален фактот дека медицинската сестра и низината улога е централна во овој предизвик. Многу едноставно, нашата природата на работата и текот на кој што ние го изведуваме работниот процес ни го налага тоа. Сестрите се најбројни, сестрите се најзастапен сегмент во здравствениот систем, сестрите се постојано присутни во целиот тек на работниот принцип и работа. Тие се постојано во конекција и се постојано со своите пациенти. Тие имаат најчесто контакти со семејствата на пациентите. Тие ги имаат апсолутно сите информации. Верувајте, тие се и луѓето од доверба кога станува збор за потребите на пациентите. И она што е суштинско, тие мораат и логично е да бидат глас на пациентите, односно да ги представуваат пациентите кога се во прашање нивните потреби. Така, бидејќи, како што споменав во мојата најава, ние и во минатото или во нашите минати изданија сме зборувале на оваа тема, односно сме го ставиле акцентот токму на улогата на медицинската сестра во однос на грижата и негата на пациентите, но споменав дека од година во година, покрај тоа што нели си се одбележува 12 мај како светски ден на сестринството, сепак од година во година има и новитети, но и се проширува улогата на медицинската сестра во однос на целиот тој здравствен систем и на обврските кои што ги има медицинската сестра. Затоа во продолжение попрецизно би кажале што всушност представува таа проширена улога на медицинската сестра или пак поконкретно што се сменило од минатите години до денеска или до она што сега се случува. Сменети се многу работи, има многу дополнувања. Најмногу со овој факт ние се воочивме пред 3 години, кога и ја добивме акредитацијата од Joint Commission International. За ова е зборувано многу, пошироката јавност сигурно знае дека клиничката болница Аџепадем Систина е прва во регионот и пошироко која што е болница акредитирана според оваа стандардизација. И не би зборувала повеќе за тоа, бидејќи сепак сега е осврт на сестринството. Меѓутоа морам да назначам дека приматот на нашето работење е безбедност на пациентот на прво место и апсолутно ништо друго. Точка. Со тоа, бидејќи ние учествувавме во креирањето на самиот процес, односно стандардите ги имплементиравме и ги прилагодувавме за нашите потреби, навистина беше потребно да се вложи многу огромен труд, меѓутоа, од кога се реализира, представува огромна сатисфакција и олеснување сето претходно сработено. Ние оваа година се реакредитираме за истите стандарди. Тоа начално во принцип ни ја зголеми, односно ја направи пообемна нашата работа, и тоа на сите полиња, подеднакво секаде. Еве би почнала, например, од она што е најфундаментално или што е најосновно во работата на една медицинска сестра, тоа е нега на самиот пациент. Овие стандарди побаруваат индивидуален пристап кон секој пациент и кон неговата потреба за нега. Тоа подразбира дека вие апсолутно треба да ги имате сите информации,
Значи, вие земате сестринска анамнеза, потоа изготвувате индивидуален план кој секој поединец за сестринска нега, истиот го спроведувате, го евалуирате и доколку има потреба нешто менувате. Ние многу работиме на превенцијата, односно правиме разноразни проценки на нашите клиенти и пациенти. Според тие проценки поведуваме одредени постапки. Пресметуваме ризици. Значи, многу полагаме на превенцијата и според степенот на ризик воведуваме одредени постапки, правиме се за да ги превенираме тие ризици. Ние земаме сестринска анамнеза, поставуваме сестринска дијагноза, действуваме во склоп на сестринската дијагноза, односно спроведуваме куратива и лекуваме. Истовремено едуцираме. Едуцираме не само пациенти, ги едуцираме и нивните блиски. Спроведуваме разни постапки, разни проценки. Ние, освен тоа, водиме статистика, работиме на превенција, водиме евиденција и следиме индикатори за квалитет на нашето работење и индикатори за квалитет секој на својот оддел поединечно. Потоа правиме анализа на истите. Во меѓувреме постојано се едуцираме, реедуцираме и унапредуваме. Да. И кога се тоа вака ќе го наброите во однос на сите обврски, да речеме, задолженија, но и принцип на работа кој што го имате, се поставува прашањето дали имате време и простор за одмор во текот на еден ден, бидејќи работата и едукацијата истовремено сепак бара и труд и време. Меѓу другото, и болницата Аџи Сестина е една болница во која што има голем број пациенти и на дневно ниво, но и на годишно ниво и така натака. И тоа се едни, како што кажавте ви, и статистики, и податоци, и секојдневна работа, заради која што треба да имате и полна концентрација, но што е особено важно и една синхронизација помеѓу целокупниот тим на медицински сестри. Ние можеле во продолжение да зборуваме токму за системот на работа или за таа ваша координираност и комуникација во однос на тој целокупен тим кој што го сочинуваат медицинските сестри во Аџи Сестина. Драго ми е што го поставивте ова прашање, бидејќи кога станува збор конкретно за сестринскиот столб во нашата клиничка болница, ние сме уникатни. Пример како нашиот нема да најдете во ниједна државна институција овде и приватна институција, се извинувам, во нашава држава, а сигурна сум дека и пошироко. Значи, нашиот сестрински столб е индивидуален, независен апсолутно од никако, меѓутоа е строго дефиниран и хиерархиски дефиниран. Што тоа значи? Тоа значи дека со нашиот сестрински столб управува директор на сестринството, што е раритет на овие простори, искрено да признаеме, или тоа, ако сакате да кажеме, нашата главна медицинска сестра, сестра Билјана Дилевска. И ние сите назнаки и насоки за нашето работење ги добиваме од нејзе, исто така и одговорностите за нашите извршени дејанија и ги сносиме само нејзе. Значи, апсолутно дека, морам да надополнам дека овде припаѓаат секако и дека помошниот медицински персонал, рентген техничарите, физиотерапевтите, апсолутно акушерките и медицинските лаборанти. Што е интересно во една ваква поставеност? Интересно е тоа што вие добивате мотивација и вие добивате стимул, затоа што не очекувам ова да го разберат некои кои што никогаш не добиле можност сами да си го креираат работниот процес, да вршат анализа на истиот, да ги следат евентуалните слабости и при тоа да ги коригираат. Ние сме секако дел и тесно соработуваме со сите останати здравствени работници, особено со лекарскиот тим и од нив имаме апсолутна поддршка, меѓутоа токму ваквата поставеност резултира со огромни успеси, благодарение секако на нашиот лидер, сестра Билјана Дилевска, и поддршката од собственичката гарнитура и од нашите партнери од Турција, која што секој не добиваме. Ова резултираше со огромен напредок на секое поле, апсолутно секое поле, вклучително нашата работа во самата болница и нашите активности надвор од болницата, бидејќи ние сме постојано на терен и активни, и е навистина еден огромен стимул за понатамошни дејанија. Да. И бидејќи ете ја објаснивме работата или тоа како вие функционирате во Аџи Сестина, би можеле да направиме тука една паралела. Не знам колку тоа било
реално, за да може да се направи на таква паралела, но еве да речеме не мора да правиме споредба, туку едноставно да се гледаме генерално ситуацијата во овој поглед во нашата држава или во јавните здравствени установи од истиот аспект. За токму оваа улога на медицинската сестра при негата и грижата на пациентите, меѓу другото, и она што е исто важно во тој целокупен систем на работа, а тоа е, како што спомнавме, тој хиерархиски дел, негово безпрекорно функционирање, соработката и разбирањето меѓусебно, кое што пак води кон успешна работа, во спротивно ќе има проблем. Така. Ние сме во постојана комуникација и соработуваме со нашите колешки од државно здравство. Тоа е едно нормално, ние припаѓаме на иста фела. На крајот на криштата ние и до пред краток период бевме дел токму од тоа државно здравство. Постојано се следиме и она што ме особено што ме представува чест и што ме радува е што во изминатиот период засилени се активностите во тој сегмент. Значи изминативе 2 години обилуваа со бројни стручни средби, едукации, работилници од различити сфери, од нашите колешки од државно здравство. Ние сме постојано присутни таму со наши теми и пробуваме да им го објасниме, односно имаме и побарување од нив. Секогаш им го презентираме нашиот принцип на работа, оно што е новина кај нас, бидејќи ние рапидно, верувајте, рапидно одиме многу брзо напред. Секогаш имаме некоја новина, нешто што представува пионерски чекори што ние сме го имплементираме. Например, понов пример е системот за електронска едукација кој што го воведовме или системот за следење на рестерилизирани материјали кои што нашата централна стерилизација за кои што имавме пред краток период презентација токму пред нашите колешки од државните здравствени институции. Разбирам дека таму влијаат некои други околности, дека таму овие промени многу потешко ќе се имплементираат, но се надевам дека искрено дека еден ден и тие ќе можат да имаат ваква поставеност како што ние во моментов имаме во клиничката болница Ажи Бадем Систина и дека и тие ќе можат да ги видат резултатите на своето позитивно влијание, дејание и вложен труд, бидејќи на вистина кога ќе ви се отворат вратите и кога ќе добидете подкрепа или ветер во крилата, што велам јас, тогаш на вистина одите многу напред и тогаш немате граница. Би сакала овде да споменам дека во нашата клиничка болница имаме оддел за квалитет кој што всушност представува супервизија на целосната работа во сите сегменти и во сите постапки и протоколи кои што се спроведуваат болницата и токму во овој оддел за квалитет, како и во бројни многу други комитети, рамо до рамо и рамноправно одлучуваат и имаат право на свое мнение и на свој глас медицински сестри. Она што е особено за поздрав е информацијата дека од неодамна и директор на овој оддел за квалитет е конкретно медицински техничар. Да, што е навистина чекор напред и во целокупниот прогрес на она за кое што се залагаат медицинските сестри, но од друга страна и она што е за општо добро на самите пациенти. Апсолутно. И тоа што им е потребно од страна на медицинските сестри кои се тука да ја даваат соодветната нега и грижа. Јас би сакала да позборуваме токму и за односот кој што секојдневно го имате со вашите пациенти, односно повеќе ме интересираат нивните, да речеме, коментари, нивните впечатоци, доколку имаат престој во болницата, она што да кажеме покрај совршеноста во соработката, меѓу другото ве стимулира конкретно во целокупната работа како благодарност од страна на пациентите. Така, ние сме во постојана комуникација со нашите пациенти и секојдневно од нив, значи секој момент ги примаме информациите, односно повратни информации за оно што ние нив им го пружаме и тоа е основното всушност што не стимулира и не потикнува секој ден да работиме се повеќе и подобро. Освен тоа, значи реално сме свесни за фактот дека повратната информација од пациентот е еден од индикаторите за квалитет апсолутно и токму согледувајќи ги тие реакции ние можеме да извлечеме поука и да видиме каде може да се подобриме или нешто да коригираме. И ова е процес кој што низ годините на постоењето на клиничката болница Аџи Бадем Систина претрпе промени. Значи првоично беа спроведувани анкети или делени анкетни ливчиња. Потоа отворивме посебна служба услуги за пациенти, која што е апсолутно на располагање на сите пациенти.
во последниве години, значи посебна служба прави дневни визити, значи е постојано присутна меѓу пациентите, го оценува нивното задоволство од услугите, остава простор за контакт за евентуални корекции, и тоа се уште не е доволно. После извесен период, откога нашите пациенти ќе напуштат нашата болница, ние им се јавуваме нив и ги прашуваме за евентуални сугестии или некоја насока во која што ние би можеле да го подобриме нашето работење. Да. Тоа е исто една одлична визија во однос на понатамошните активности и исполнување на целта која што ја имаат самите медицински сестри или да речеме сестринството, бидејќи зборуваме за одбележување на меѓународниот ден на сестринството. Велите, изслушнавме дека покрај секојдневната работа и секојдневните обврски и грижата за пациентите, истовремено и вршите едуцирање и се едуцирате. Она што е секојдневен процес или нормален тек на работата е доаѓањето на нови медицински сестри кои што покрај образованието кое што претходно го добиваат, она што е неопходно е и добрата пракса или едукацијата од веќе постоечките искусни медицински сестри. Тоа вие успешно го правите исто во Аџибадем сестрина, односно пренесување на искуството или барем на дел од примерите во однос на дотогашната работа со голем број пациенти. Бидејќи едно е да се знаат основни правила за работа, а друго е да се има една пракса во која што се стекнува вистинско искуство. Тоа е исто еден сегмент во кој што се двоиме ние од останатите здравствени организации во нашава држава. Строго се дефинирани процесите како што оди едукацијата. Првично имате една ориентациона едукација, потоа имате едукација од страна на општи начела за работа, од страна на сестра за едукација која што единствено се занимава значи со нејзина работа и едукација на персонал, и потоа имаме сестри тренери кои што на специфичен оддел ги едуцираат новодојдените сестри за специфични вештини. Електронскиот систем е нешто најново кое што го правиме со цел да го заштитиме времето на персоналот. Буквално персоналот може би од дома да се едуцира, реедуцира, пополнува предтестови и потоа полага посттест. Она што е интересно е, освен едукацијата и реедукацијата, ние постојано правиме годишни евалуации, што е исто многу значајно. Евалуација, општа евалуација, евалуација за специфични вештини и годишна евалуација. И кај нас сестрите се рангирани според работна позиција и според тежина и сложеност на работните задачи. И посебно имаме рангирање според категории. Односно, базично од оценката која што сестрите ја добиле на овие годишни евалуации, значи сестрите се категоризираат во неколку категоризации. Морам да нагласам дека оние кои што евалуираат, исто се евалуирани. А евалуациите се транспарентни, значи ние седнуваме со нашите вработени и првично вработениот самиот се евалуира, само евалуира, а потоа го евалуираме ние и потоа тоа подлежи под контрола на директорот за сестринството. Ова е добро од две страни, затоа што кога се гледаме во очи, ние можеме да си окажеме директно недостатоците, односно каде може да се подобриме, а од друга страна представува, верувајте, многу голем стимул, затоа што секогаш стремите да отидете една категорија погоре. Така. Всушност и оние кои што се соочуваат за прв пат со таквото искуство и кога ќе добиете еден вистински пристап, да кажеме, во однос на медицинските сестри кои што се веќе подготвени за пренесување на дел од своето искуство, па и дел од едукацијата, тогаш веќе и работата почнува полесна. Ќе го споменеме начинот на кој што вие ќе го одбележите меѓународниот ден на сестринството и на кој начин оваа година или пак со кои активности ќе биде одбележано. Кажавме дека всушност работи за една недела активности, но еве можеме да кажеме што во моментов се прави и што конкретно на 12 мај ќе биде како активност. Целокупно одбележување. Така, секако присуствуваме на централните прослави кои што ги организираат нашите колешки, односно од државното здравство. Ќе бидеме присутни на тие случувања. Искрено да ви кажам, ние сме цела година толку многу активни на терен, што ова недела тековно ни доаѓа како продолжување на некои претходни активности. Да. Во изминативе денови имавме баш токму такви едукативни работилници
и во неврзан разговор пред почетокот на тие направивме краток осврт и увидовме всушност дека она што е карактеристично токму заради ова, како резултат на ова ваква поставеност, а ваквата поставеност на почеток само ви одзема многу време, а потоа ви остава доволно слободно време за дополнителни активности, дека ние всушност и не сме застанали. Да. Значи, постојано сме активни, се едно дали имаме гости на кои што им ја презентираме сестринската работа внатре во нашата клиничка болница, тоа се најчесто наши идни колешки од средни училишта, се едно дали државни, дури интернационални училишта. Например, ние имаме веќе традиција за посета на сестринско медицинско училиште од Шведска и тоа е традиција која што трае неколку години. Посетуваме средни училишта, посетуваме универзитети со едукативни работилници, ресорни министерства, државни или приватни центри за згрижување на возрастни лица и она на што сме особено горди, секогаш ставаме акцент на ранливите категории, значи социјално загрозени лица, се едно едукација на различити теми, значи здравје за сите всушност значи пружена рака и на оние кои што навистина немаат можност, бидејќи ние сме приватна болница, да дојдат да добијат соодветен третман или соодветен совет во нашата болница. Значи, ние сме постојано на терен со едукативни работилници, со предавања, во директни контакти со населението и тоа не е доволно, верувајте. Се трудиме и со личен пример да стимулираме. Секогаш сме присутни на активности од било кој хуманитарен карактер, активности кога станува збор за да се подигне малку гласот за третман на ретките болести. Даваме пример и она што е подигање на нивото на здравствената култура. Се стимулираме и се надградуваме едни со други и тоа многу е интересно. Веднаш се прават тимови. Ние сме клиничка болница и знаете дека сите си имаме своја потесна сфера на делување, па на крајот на криштата и работните врски не ни даваат толку многу време меѓу себе на работните позиции да се видиме. Меѓутоа, ако се најдеме сродни во некој интерес, веднаш се групираме, па имате ви еден тим во кој што ќе сретнете двајца гинеколози, две медицински сестри, еден транспортер или се едно. Таково беше случувањето и на, односно веќе традиција на Скопскиот маратон. Ние, значи, даваме пример како здраво да се живее, без разлика дали е нутритивни совети или пак физичка активност. Кога веќе ги споменавте едукативните работилници, само би прашала тука, со оглед на тоа ете и споменавте дека следите целокупната состојба и веќе точно знаете што дополнително би требало да се вметне и како тема, но и како дополнителна работа во однос на напредување. Сепак, како се прави тематиката во однос на избор на темите кои што ќе ги содржи една едукативна работилница? Како ги одбирате темите на кои што се вршат едукативните работилници? Така. Секој во својата сфера. Знаеме каде што ни се најслабите точки во општеството и кога одиме на терен, буквално се групираме во тимови и секој во својата сфера, она кој што е најсоодветен да даде најдобар извор на информации и совети, така и се групираме. Кога се по возрастна популација во прашање, секако дека еден баланс животен, здрави навики, намалување на стресот, кога се децата од предучилишна возраст, бидејќи многу често сме присутни и по градинките, се едно дали се приватни или државни, она што е основно полагање, значи едно пренесување на искуство и знаење за хигиена на раце, ранливите категории, женско здравје, по раните фази на мајчинството. Исто имаме бесплатни едукативни работилници за техники на доење и така понатаму. Да, и всушност тоа е нешто што е многу важно кога се работи за пациентите, односно оние кои што имаат потреба од ваквите едукативни работилници или пак од советите кои што треба да ги добијат во истиот момент како би ја поминале добро состојбата во која се наоѓаат, без разлика дали станува збор за бременост како благосостојба или пак некое заболување каде што се од исклучителна важност овие совети и тоа е еден добар дел од вашата работа. Ќе го заокружиме денешниот разговор со една
па може да кажеме порака која што вие би морале да ја испратите и во однос на медицинските сестри, но и во однос на, се разбира, пациентите, голем број пациенти кои што поминале низ ваши раце, но сето тоа во склоп на одбележување на овој меѓународен ден на сестринството. Така, секако. Јас првенствено би сакала навистина да им го честитам меѓународниот ден на моите колешки акушерки и меѓународниот ден на медицинските сестри и медицинските техничари. Истовремено би упатила еден апел до креаторите на здравствената политика во нашава држава. Не случајно е слоганот сестринството глас кој што води. Не споменавме во претходниот разговор дека ако се имплементира сестрата во сите сегменти на креирање на здравствената политика, тоа би значило огромен бенефит комплетно за здравствениот систем, затоа што никој не може подобро да креира и никој не може подобро да воочи на неправилности и нерегуларности од директниот учесник нели во самиот здравствен процес. И на крајот би патила поздрав до сите наши пациенти. Логото на нашата клиничка болница е здравјето пред се. Би ги замолила да го чуваат своето здравје и да не ги гледаме како пациенти, туку како клиенти само. Така е. Ленче, јас ви благодарам што ете денес одвоивте време и покрај тоа што слушнавме на ваше секојдневие како изгледа и во текот на работата, но и во однос на едукацијата, сепак одвоивте време и бевте заедно со нас во Алфа Ординација, како би го најавиле нели Меѓународниот ден на сестринството 12 мај и сите оние активности кои што ги имате во склоп на тоа, а меѓу другото позборувавме и за пошироката улога на медицинската сестра, за разлика од порано, која е работата, одговорноста, но меѓу другото и задоволството кое што го имате во текот на вашата работа денес. Ќе ги поздравам останатите ваши соработнички или тимот кој што работи во овој дел и верувам дека ќе се видиме во следна прилика каде што би одбрале тема исто во склоп на вашата работа и би се запознали и повеќе за тоа. Со огромно задоволство ви благодарам на поканата уште еднаш. Ние тука ќе направиме кратка пауза со реклами, а во продолжение ќе имаме следна гостинка.